По примерот на најголемите фудбалски колективи на стариот континент, шпански Вилјареал официјално е присутен во Македонија. Со развојна програма, редовни проверки и контроли и надоградба на македонските тренери кои ќе бидат вклучени во овој проект, од Вилјареал се надеваат дека не само што ќе го доближат фудбалот до најмладите, туку и во блиски иднина ќе биде пронајден и усовршен македонски талент кој еден ден би можел да игра дури и во Ла Лига. Нивната методологија е на многу големо ниво и има многу големи цели. Така да среќни сме што ќе работат нашите деца. И јас сум бил спортист, да можам би го вратил времето и да имам вакво нешто во моите млади денови кога сум бил играч, би бил пресреќен. Нас ни е најбитно, искрено да ви кажем, во оваа академија секој дете да игра и да биде средно. Значи тоа ни е буквално. Сега нормално е, пошто нели ќе се има и ФФМ лига и ред други работи, но нашата цел е секој дете да игра и да биде средно. Тоа е број 1. Значи нека не се секираат родителите дека нема ни едно дете да биде форсирано или да биде омаловажено кај нас во нашата академија, затоа што нашиот тим тоа му е целта. Љубовта кон фудбалот и учеството во колективот е многу важен за развојот на најмладите, па шансата да се биде дел од проектот под знакот на жолтата подморница овозможува развој за сите кај нас, велат дел од тренерите кои ќе работат во Скопје. Во минатата недела имавме доста семинари извршено, исто така и денеска имаме, секојдневно се слушаме, не пратат како работиме, треба да одиме исто така во Шпанија, кај што ќе имаме обука под нивни стандарди. После тоа они треба да дојдат кај нас, каде што ќе гледат како работиме, они ќе работат месец дена тука со нашите дечиња, така да секој дете ќе биде пратено, секојдневно ќе биде пратено и ќе се гледа како напредува. Фудбалот е повеќе од спорт. Тој во развиениот европски свет е клучен економски двигател на општеството, но исто така и работата со најмладите е важен сегмент во развојот на менталното и физичкото здравје кај луѓето. Нашата стратегија пред се сите деца бидат среќни, сите деца ни стои процес да бидат еднакви, да добиваат еднаква грижа од сите тренери, да не се осеќаат поразлично, да бидат сите важни во тимот, сите да играат и сите да бидат среќни, така што тоа е нивната цел на шпанците, целта и нашата пред се да извадиме добри луѓе, а со нивната методологија сега ќе излезат и врвни спортисти и едни шампиони, нормално за доброто на државата и за доброто на Македонија, мислам дека е клучно и многу битно и многу добро што еден гигант како Вилјареал и нивната програма имаме тука во Македонија. Според веќе утврдениот план, работата на Мастерс Академијата на Вилјареал ќе се одвива на 2 локации во Скопје. До овој момент 2 дечиња беа дел од кампот на Вилјареал во Шпанија, договорено усовршување и обука на македонските тренери, редовно следење на постигнатите резултати и анализи на развојот на децата, кои ќе бидат дел од оваа академија, на клубот од каде што потекнува освојувачот на златната топка за 2024 Родри од Манчестер Сити.